Со посебно задоволство ви велам добро вечер и овој петок, бидејќи знам дека сте супер расположени, зашто сме на прагот од уште еден викенд, ама пред да му се препуштиме на викенд уживањето, време е за бекстејдж уживање по овој редослед. Пасфор продукција со конференција за печат пред 17-тото издание на Таксират, Лузерфест, Рунде Карго Трио, Гюрологија, Ту Челос, пред официјално Таксират да го преврти Скопје. Жаре Бербер со два бенда на ноќните свирки, едниот со име, за другиот Баракум. Како звучат кавери на македонски забавни и народни песни со гитара и сакс. Се ближи новото издание на Таксират или време е за нови музички возбудувања. Во случајов редниот број е 17, а причините зошто да бидете таму се стандардно бројни. Бевме на официјалната новинарска дружба на тема Таксират 2015. Организаторите на Таксират се сретнаа со медиумите за официјална најава на новата музичка дружба, а таму впечатливата музичка комбинација, која на големата сцена ќе се случи на главната вечер на 7 декември. Смилен Гоце и Пики Сипи ќе се соберат на купче од низ Европа, за да здружат сили со оригиналниот Тони Китановски и неговиот Little Big Band. Како ви се споја енергиите со дечки во WhatsApp? Многу лесно, многу брзо и прв пат работиме заедно, ја прв пат слушнав нивната музика, сум слушал инцидентно понекогаш, да онака наменски да слушам, прв пат слушнав пред месец дена. Редно е да има некој нов материјал, па ние бидејќи не функционираме и не работиме, а еве некако публиката или самиот фестивал не одбра нас да бидеме дел од овој ивент и маестро Тони направи тоа што го направи. Ќе видите на фестивалот како тоа звучи и каква откачана фузија, даде некоја друга димензија на самиот материјал и со самото тоа што ќе биде изведуван од Big Band е ново искуство за сите нас и сум среќен поради тоа. Таксират оваа година заокружува 17-ка и трае. Веројатно затоа што прават нешто добро. Секако е подраз на многу труд и квалитет, инаку не би можело тоа да се случи. Сите фестивали што траат повеќе од 3 години се може да каже дека се успешни. А САФ оваа година заокружија 15 години од објавувањето на култниот албум Сафизам, премиерно преслушан во некогашен Сачмо. Колку се сменија за деценија и пол? Ја мислам дека не сме истите што бевме кога почнувавме со албумот. Поготово што многу искуства, многу работи поминавме во животов. Кај не отидовме, со какви не луѓе искомунициравме, работевме така да... Учењето е животен процес, нормално. Како растеш, така еволуираш, се минуваш и учиш со тоа. За себе ќе речат дека се рапери во пензија. Значи ли тоа дека ќе биде дел од необичната ретро матине на 3 декември во МКЦ, настанот со кој Таксират отвора врати за најискусните познавачи на скопските подиуми, пензионерите. Може би зашто да не, да се подружиме ако ништо друго. Јас сега ги прашав околу кетеринг делот што ќе биде, какви лекови ќе има, не ми кажа ништо, се уште го држат као тајна од Пасфор продукција. Овој Таксират стартува со ПИН конференцијата или вториот европски саем на музичките работници, кој се случува денеска и утре, а од денеска до крајот на 7 декември со името Таксират ќе се обедина 9 различни настани, 6 најавени концерти, секој од нив приказна за себе. Време е за нов музички марш со фестивалскиот феномен. Време е за превртување на Скопје наопаку по 17 пат. Жаре Бербер има еден необичен, отворен повик. Јавно си кажа дека Баракум, не дека повторно станал татко, туку поинаков е поводот. Слушнете сами што е работата. За добра журка не е важен денот и датумот, туку местото, луѓето, енергијата. Односно, најважно е како се чувствуваш. Добро знаеме дека за ноќните свирки и after work забавите во метрополата. На првата позиција се наоѓа градскиот Берберин и неговиот бенд. Истото ќе го потврдиме и во следните неколку минути.
Жаре Бербер на After Work во Дежаву. Еве, после долго време, газдиве на локалот одлучија да направат една штик проба да видат дали Жаре ќе помине у нивниот локал и како што гледаш, мислам дека све е под контрола. Ни дадоа ултиматум, ако се покажете денеска ќе ве земеме и за нова година да пеете кај нас. Така да мислам дека ќе видиме у наредниве пола сат дали договорот за нова година ќе падне. Журката со него многумина ќе кажат дека е уникатна. Она што одлучил да промени, односно надгради, е музичкиот бекграунд. Сум со стариот бенд вечерва мала екскурзија, настапувам со два бенда. Значи имате еден електричен бубањ, еден акустичен и два бенда посебни. Нешто као ринг му доаѓам. За неговите соработници кои се со него од самиот почеток и го следат во секој такт, Екстра бенд ќе каже: Едниот бенд постојано со кој што работам веќе 4 години, млади дечки, односно беа млади кога ги запознав и беа сами. Значи нема жени, нема деца. Како одмина времето на свиркиве, полека почнаа да запознаат девојки и да се дружат со нив, така да сите си испоженија, створија фамилии своји, така да не ги пуштаат многу понокниве сати да одат на свирка. За пионерите, односно новите дечки, Берберот има план. Имаме нова екипа на 3 деца, кои што имаат по 21 година и кои што се академски музичари, кои што свират по бајаги инструменти, кои што се исклучително квалитетни и многу убави исходни. Ќе пробаме у наредните 4 години во нивно име да освоиме публика и да си ги запознаат можеби идните придружнички во својот живот, нели? Жаре Бербер изненадува, бара кум по втор пат, но не за женење, туку за неговиот нов бенд. Има нешто што е многу специфично, го имаме бендов, меѓутоа немаме име. Бараме кум, значи нашава Facebook страна, на нашава Facebook страна од понеделник ќе може луѓето, односно оние кои што се фанови, под наводници да речем, ако може да се каже дека Жаре има фанови на овој стил на музицирање, на фан страната да дадат предлози за името. Нормално. Цигани, чергари или те украду страшни казки, чувари, ако те одведу, ја шудам полуди. За кумот кој ќе даде име, следува и награда. Кумот, кој што ќе го одбереме, кој што ќе кумува за името, ќе има гратис свирка од нас, свадба или не знам веќе што ќе посака он. Така да, сите кои што се заинтересирани да ни помогнат да најдеме име, ги молам да се уклучат у барањето на вистинскиот термин и назив, кој што ќе им доликува на овие млади и талентирани деца. Препознатливиот стил на Жаре Бербер и неговите во случајов бендови ќе даде нов шмек на ноќните свирки во градов, со нови, позвучни аранжмани. Со овие деца малку повеќе ќе одиме у правец на промовирање на македонската музика, по малку поразлични аранжмани, повесели, меѓутоа она постара музика, евергрин музика, поп македонска музика и све она што е ексију да не го запоставиме и да не го заборавиме. Изборите се распишани, иако ова се предвремени и музички, право на учество имаат сите оние кои имаат креативни идеи. Барем ќе бидете во едно сигурни. Нема да се грижите за изборот на музиката на вашата веселба, затоа што ќе е гратис, ама кумот да си го подготви кесето. Убаво е кога ќе ја чуеш омилената песна, ама па посебно интересно е кога ќе ја чуеш одлична преработка на истата таа омилена. Дуото со име Replay се фокусира токму на преработките. Еве како звучат саксофон и гитара во еден микс и на нивни начин. Големите хитови кои ставиле трага во музичкиот свет се паметат и пеат со генерации. За продолжување на нивниот живот, заслужни се нивните преработки, кои понекогаш се дури подобри и од оригиналот. Младите и талентирани музичари Никола и Столе, попознати како Replay, само со саксофон и гитара успеваат да направат нешто ново.
покажувајќи ни дека навистина нема крај на креативноста на луѓето. Како кучето мое, нигде нема друго поголемо од кифла, а помало од југо. И обожава мачки и рибчиња мали, на кози со шминка кој ќумбе се пали. Како почна приказната на Реплей? Најпрво ќе ти кажеме дека бендот Реплей постои 2 години. И нашите почетоци почна како почна сами, така и си почнав и така ќе си завршиме, мислам дека. Имавме други членови, но одлучиме пак сами да бидеме. Првата свирка мора да напоменам дека ни беше во Демир Хисар, далечно Демир Хисар за нас. И тоа е тоа. Пред тоа бевме во други бендови, ама се склопивме ние и така. Тие не се задржуваат само на забавна, Трајанска. Убава музика свириме, забавна музика, процес забавна, ексио македонски евергри, значи македонска музика е околу 70% свириме. но Реплей бенд и туѓа се бискрено во едно малку поинакво издание. За една судбина, овој што силно љуби мора да губи, туѓа си безкрајно. Како релативно млад бенд, дали и колку за нив е тешко пробивањето на македонската музичка сцена? Тешко е покрај толку квалитетни музичари, тешко е. Или се трудиме да напредуваме, да вадиме наши песни, кавери да правиме. Имаме по план да снимаме нешто и авторско, па ќе видиме, можеби ќе просперираме и ние. Кои се нивните желби? Излеземе на бина и пред нас да има околу 20.000 народ и да свириме на 20.000 луѓе пред нас. Тоа не е сон. За тоа треба да почекаме, искрено. Тоа многу треба да почекаме. Какви се плановите за воиднина и кога да очекуваме нивната прва авторска песна? Пред се пробуваме проект што ќе свириме народни песни во забавна верзија, ќе правиме проект од 4-5 песни за да издадеме CD. А понатака очекуваме после нова година да почне проектот и со нова авторска песна. За крај, еве ја нивната најнова преработка. Ти си грипот кој сум настина, ти си болест која вечно живе во мене. И да умрам да се родам пак, срцево да го знае, дека чука за тебе. Никад нема да си ја простам, ако си дозволам тебе, бебе, да те немам. Без сине не сум папучак, само објаснувам како се сака права жена. Имаме уште многу што да ви кажеме, ама нешто ќе чуваме за од понеделник. До тогаш останете се супер расположени како денеска, дури и да нема сонце викендов пред нас. Чао!